Господине Чофери, господине Стевананджија, предходните излагања кажав дека всушност оваа дебата за разрешување на јавниот обвинител е да се дефокусира јавноста од главните проблеми кои што постојат во Република Македонија, а најглавниот проблем пак ќе повторам економијата. Че мора ние сите да се загрижиме со тоа што се случува. Мора да се загрижиме дека најавата дека пензиите ќе бидат намалени, тоест нема да добијат толку покачување колку што е предвидено и колку што досега добиваа секоја година уназад. Мора да се загрижиме со најавите на владата дека ќе либерализира пазарот на струја и домаќинствата заради тоа ќе плаќаат повисока цена на струјата. Тоа треба да не загрижи. Марко Зврлевски дали денес или по 2 дена или по 5 дена ќе биде разрешен. Меѓутоа тоа не им ги решава проблемите на граѓаните. Мора да се загрижиме зошто патот експресниот Прилеп-Градско е стопиран. Замислете во време на министер за транспорт кој што доаѓа од Прилеп. Неговото најголемото достигнување во неговата професионална кариера како министер, прилепчанец, ќе биде стопирање на патот Градско-Прилеп. Која е иронија? Мора да се загрижиме за реакцијата на битолчаните, на граѓаните на Битола, за планот на владата за населување на бегалци и странци, стратегија за интеграција на бегалци и странци во Република Македонија. Од оваа говорница пратеник на Социјалдемократскиот сојуз потврди дека прифатен центар ќе се гради на Меджитлија. Тоа треба да не загрижи. Тоа се проблемите кои што ги тиштат граѓаните на Република Македонија. Тоа се работите кои што ги тиштат битолчани. А инаку, разрешувањето на јавниот обвинител ќе дојди, дали пак ќе повторам, дали сега или по некој ден. Полна им беше устата на сегашната позиција, поранешна опозиција, дека предлогот треба да биде од редовите на опозицијата. Тоа беше замајување на јавноста, тоа беше уште еден доказ дека СДС едно зборува кога е во опозиција, друго прави кога е на власт. Впрочем, упорно неки да излези, јавно да кажи како планира да ја спроведе оваа стратегија за мигранти, кога планира да го изгради прифатниот центар за бегалци во Меджитлија. Благодарам.